Ова се фотографии од март годинава до кои дојде 360 степени, а на кои се гледа како изгледале цевките што изгореа под мостот Беласица во Скопје. На овие фотографии пак е нивната сегашна состојба. Пожарот на мостот што ја поврзува железничката станица со крстосницата кај трговскиот центар Eastgate избувна околу полноќ меѓу 11 и 12 мај. Веднаш беше прекинат сообраќајот, а Центарот за управување со кризи ги алармираше сите надлежни институции. На 20 пожарникари со 8 цистерни им требаат 4 часа да го совладаат огнот. Следното утро, иако гореше под мостот, стручњаците што излегле на увид почувствувале дека асфалтот на мостот се уште бил топол, што укажува на висока температура што продела низ целата структура. Директорот на ЦУК Стојан Чангелов вели дека сите индици укажуваат дека огнот започнал од просторија под мостот. Од оваа страна, на местото каде што всушност мостот започнува, има една просторија, има душици и кебиња кои што можете од безбедна далечина да ги снимите и тоа ми укажува дека овде престојувале луѓе. Огнот потоа ја зафатил изолацијата на цевките низ кои поминува топла вода од блиската топлана. Кои ги забележале цевките на почетокот не знаеле дали се работи за цевки низ кои што тече топла вода или цевководи преку кои што минува газ. Претпоставувам дека се работи за многу јака изолација, дебела изолација со хемиски состав кој што е запалив и развива висока температура. Информациите кои што ги добив од пожарникарите кои што учествуваа во гасење на пожарот се дека температурата била повисока од 1000 степени Целзиусови. Сега мостот постојано се рони. Забрането е движење и на него и под него. Полицијата се обидува да одржи ред, иако додека снимавме, граѓани поминуваа по пеплосаните парчиња што паѓаат од мостот. Можноста вакво парче или помало или поголемо да падне од долниот дел на мостот постои, а ова парче по слободна проценка е тешко 3-4 килограми, можеби 5. Ако некому му падне врз глава, може да го убие. Затоа апелирам до граѓаните да не минуваат под овој мост. Експертскиот тим што излегол на терен констатирал дека состојбата е комплицирана и дека бара многу повеќе истражување од еден увид. Град Скопје, во чија надлежност е Беласица, пратил официјално барање до градежниот факултет за да започнат проверки. Се бара да извршиме вештачење и проценка на настанатата штета. Вие ја имате проектната документација за мостот? Проектната документација ја немаме, колегите во градот ја пронашле оригиналната проектна документација, што е одлично. Во вакви случаи, секој податок, ама буквално секој, може да има исклучително големо значење за да процесите бидат поквалитетни, побрзи и во крајна линија порационални. Ова е приказ на пресек на мостот Беласица од архивата на градежниот факултет. Носивоста и стабилноста се обезбедуваат преку бетонот, арматурата и затегнатите челични кабли, што се протегаат по должината на мостот. Ова се тие кабли за претходно напрегање, кои што се вградени во бетонската конструкција на мостот. Овие се составени од жици, се од постар тип. Оние кои што се понови, кои што се користат во денешно време, наликуваат на сајли, ние стручно ги нарекуваме јажиња. Марковски стравува дека високата температура од огнот стигнала до нив. Ако успеала да ги зафати, во тој случај тие се релаксираат, се издолжуваат, колку е нивната должина помеѓу двата краја поголема, толку силата опаѓа што е во нив и тоа треба да го испитаме, да утврдиме што се случило за време на пожарот. Ако овие кабли ја изгубиле својата цврстина и сила, дали може тие да се заменат? Дали всушност тоа значи репарирање на мостот и на самите кабли? Да. Сандачестите пресеци, како што е овој кај мостот Беласица, овозможува да тие се постават во внатрешноста на сандакот, се прават специјални седла, низ кои што проаѓаат новите кабли, се врши нивно затегнување, односно преднапрегање, како што велиме стручно, и на тој начин се надополнува изгубената сила. Впрочем, само да напоменам дека кон крајот на 90-тите години
мостот Гоце Делчев е саниран на таков начин. На високи температури страдаат и бетонот и арматурата која ја губи еластичноста. Но Во ваквиот мост улогата на ова обична арматура е споредна. Главната улога ја имаат каблите за преднапрегање. Марковски ја исклучува можноста за комплетно рушење на мостот. Вели дека ќе се земат примероци и ќе бидат испратени на вештачење во реномирани лаборатории во Франција или Германија, со кои факултетот има постојана соработка. Не сака прецизно да каже колку време и колку пари ќе бидат потребни за враќање на мостот во употреба. Сепак смета дека проверките би траеле околу 3 месеци. Многу зависи што ќе се најде. Ако, јас би поставил граница во однос на оштетеноста на внатрешните кабли за претходно напрегање. Ако тие не се зафатени сериозно од огнот, од високата температура, тогаш санацијата преоѓа во релативно лесни санации. Ке треба да се санира горната плоча, нешто арматурата, оштетениот бетон, да се испескари бетонот што е оштетен од пожарот, но тоа влегува во категорија на полесни санации. Доколку се утврди дека имаме губиток на пат на силата во внатрешните кабли за претходно напрегање, тогаш влегуваме во друга категорија на санација, тогаш таа чини и многу поскапо и изискува многу поголема и стручност и време. Овој разговор со деканот на Градежниот факултет го снимивме во четвртокот. 2 дена подоцна во саботата, градоначалничката на Скопје Данела Арсовска одржа пресконференција на мостот Беласица. Иако Градежниот факултет воопшто не почнал со испитувањата кои градот самиот ги побарал, Арсовска даде децидна изјава: нема сериозни оштетувања на мостот. Благодарение на брзата реакција на нашите пожарникари, оштетувањата на мостот се минимални и не довеле до посериозни структурни нарушувања на интегритетот на мостот. Покрај неа на пресконференцијата беше Михаил Гаревски. Тој е градежен инженер и поранешен директор на Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија, а сега собственик и директор на приватниот Институт за сеизмички отпорни градби и климатски промени. Ке треба некоја можеби минимална санација, евентуално, тоа е се кај недносивите елементи, но експертизата, иако вела многу е проблематично кај овој тип на напрегање, да се одредат точно сегашните сили на затегнување, но сметам дека ќе можеме да дојдеме до констатација дали ќе треба некоја посериозна санација, што во првиот момент не личи на такво нешто, но не можам ништо да кажам, бидејќи не е сериозно, додека не се заврши експертизата, не можам ништо да кажам повеќе. На пресконференцијата стана јасно дека Арсовска ја најмила фирмата на Гаревски за да направи експертиза за оштетувањата на мостот, иако такво нешто првично било побарано и од Градежниот факултет. Самиот Гаревски пак изјави дека ќе му требаат 20 дена да ја заврши експертизата, што е 4,5 пати пократко од проценките на Градежниот факултет. Додека траат овие активности, последиците од затворениот мост на големо се чувствуваат во сообраќајот низ Скопје. Метеж веќе не се создава на двата влеза на мостот, бидејќи возачите навикнаа дека е затворен. Но колони се прават кај Eastgate, комплексот судови, Ману, Народна банка, железничката станица и населбата аеродром, а индиректно низ цело Скопје. Наместо да се подели, сообраќајот пола што имаат потреба да одат према аеродром и железничка, кружат низ центар и се зголемува гужвата. Па не гледате хаусе. 2 часи од кај влада до тука, до Eastgate. Нема кај да се помине. Па јас мислам дека ова е една од главни артерии овде кога се движи сообраќајот, ептена е укочен сообраќајот. Веќе не знам 20 минути овој семафор тргни застани само. Па да се фатат за работа и побрзо да се санира тоа што е оштетено. Освен што треба да се реши метежот, треба да се реши и случајот кој го запали мостот. Градоначалничката Данела Арсовска, алудирајќи на човечки фактор, побара надлежните да ги пронајдат и казнат сторителите. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски минатата недела најави дека полицијата ќе изготви извештај за пожарот на Беласица, кој ќе го достави до град Скопје. Од МВР за 360 степени велат дека СВР Скопје презема мерки и активности во координација и по насоки на основното јавно обвинителство Скопје. По завршување на активностите и комплетирање на документацијата, секторот за внатрешни работи Скопје до основното јавно обвинителство во Скопје ќе достави соодветен поднесок.
Последиците што главниот град ги чувствува поради еден затворен мост само ја потврдуваат важноста од поголема грижа за постоечките мостови и изградбата на нови на стратешки важни делници.